Да, тие се тие неопходни социјални контакти. Знаете како, тука треба човек, сега зборим уште на индивидуално ниво, треба некогаш човек и сам да го направи првиот чекор. Од другата страна, разберете дека можеби има друг осамен човек. Нема да досадуваме како што се плашиме многу често, нели? Треба да подадеме рака, треба да направиме иницијатива. Јас многу пати, нели, еве, ти работам и со повозрасни пациенти и ќе ми кажат немам волја. Јас им велам, охрабрете се или натерајте се првиот пат, вториот пат. На почетокот бариерата е најголема. Да се јавите, да излезете, да се движите. Сега проблемот со движењето, со колената, например, најчесто. Треба да се свати дека на колената им треба движење, не одмарање. Не лежење цел ден. За колената да се здрави, за сите зглобови да се здрави, треба да ја вршат работата што Господ дал да ја вршат. Односно да го носат нашето тело. Значи да биде тежината да биде врзнив. Тука, знаете како, ако ние залегнеме, тежината ќе расте, така. Колку повеќе тежината ќе расте, толку повеќе колената ќе болат. И сега како излез? Излез од тој ќорсокак е само назад. Да. Нема напред, од тој ќорсокак таа улица. А како е назад? Пак со истиот метод, со пешачењето. Со пешачењето, барем и 5 минути вашата, да. Дали ќе биде ако не можеме веднаш да пешачиме? Ќе седнеме, додека вака гледаме телевизија и ќе почнеме со рацете да движиме, да правиме, нели, вежби со горниот дел од телото. Меѓутоа, да има активност. Да има активност. И мене тоа ми е целта. Да ги охрабрам луѓето, да ги мотивирам. Оти, нели, јавното здравје со тоа се занимава. Не е, луѓето ги знаат овие работи. Не е дека некој не знае. Меѓутоа, целта со овие настапи, со овој разговор наш денес, е да им дадеме волја да направат нешто кое што вообичаено не би го направили.